Почитувани, добар ден. Го гледате понеделничкото издание на Црвена линија. Денеска е инаугурација на Доналд Трамп, кој ќе биде 47-миот претседател на Соединетите Американски држави. На инаугурацијата во Капитол се најавува присуство на бројни претседатели и премиери, но и први луѓе на светските организации, а премиерот Мицкоски ќе ја предводи македонската делегација, во која се министерот за надворешна политика и надворешна трговија Тимчо Муцунски, вице-премиерот и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Што може да очекува Македонија во вториот мандат на Доналд Трамп? Ова е денешно централно прашање во Црвена линија. Неминовно е да ве потсетам да не заследите веднаш на Инстаграм, доколку не следите, и да земете активно учество во денешната анкета. На Инстаграм стори ве прашуваме: ќе ја запрели Трамп војната во Украина? Имате таму две опции да одговорите, споредно кој е вашиот одговор, така да, доколку одговорот ви е да, ќе кликнете на полето да, доколку одговорот е не, ќе кликнете на полето за не. Ќе сумираме во проценти секако и ќе ги соопштиме резултатите како и секогаш некаде конкретно во издание. Но особено ќе ни биде драго, се разбира, да бидете дел од ова издание на Црвена линија, всушност токму вие да ја креирате и како што гледате и на екранот, значи што може да очекува Македонија според вас во вториот мандат на Доналд Трамп. Секако ќе ве потпрашаме и истото прашање кое што го поставуваме, се разбира, на Инстаграм: ќе ја запрели Трамп војната во Украина, а во продолжение, за да се подготвиме и јас и вие, да го погледнеме и прилогот на Игор Трајков. Часови го делат Доналд Трамп од враќање на претседателската функција, од која најави дека уште првиот ден ќе потпише 100 извршни наредби, цврсто решен дека за разлика од првиот мандат, овој пат неговите политики ќе започнат да се имплементираат уште во првите моменти по инаугурацијата. We will not waste a single moment in delivering on our promises to the people. Први на неговиот нишан се илегалните мигранти и трансродовите права, кои беа значително унапредени откако ги изгуби изборите во 2020 година. Нелегалната миграција и противењето на трансродовите права, особено кај поконзервативниот дел од американскиот електорат, беа секојдневна тема за време на неговата кампања. Think of it: open borders, prisons and mental institutions, men playing in women's sports, transgender for everyone. Transgender. And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history. Трамп најавува депортација на милиони нелегални мигранти од САД и иако за да го спроведе тоа неговата администрација ќе се соочи со големи логистички и финансиски пречки, многу ми настравуваат од нарушување и на интегритетот на правосудниот систем. Но една од главните причини зашто Трамп успеа многу полесно од очекувањата да ги добие изборите во ноември минатата година беше токму економијата. We will quickly defeat the inflation crisis and unlock the liquid gold. You know what liquid gold is? We have more than anybody under our feet. Растот на цените и инфлацијата која администрацијата на Бајден успеа да ја заузда пред крајот на мандатот, но немаше доволно време да ги собере политичките плодови, беа клучни за неговото враќање во Белата куќа. Многумина американци беа убедени дека токму Трамп може да ја поправи економијата и да ги заузда цените. Поучен од проблемите кои ги имаше неговата администрација за време на првиот мандат, овој пат Трамп одлучи на сите позиции да постави луѓе кои му останаа лојални и покрај сите политички и правни проблеми кои ги имаше во текот на 4 години помеѓу двата мандати. Лојални министри и секретари заедно со мнозинството во Конгресот му пружаат на претседателот ретка шанса во американската политика, речиси непречено да ги спроведе своите политики. А сега наред сте вие. Една напомена до Црвена линија, секако ова важи за оние кои што досега не учествувале во контактната емисија, имаат желба денеска да го сторат тоа. Завртите го нашиот добро познат телефон 02307005 и секако технички аспект на самиот почеток ве замолувам да го намалите и целосно тонот на телевизорот, што значи јас и вие да зборуваме преку слушалка. Она што нели го најавивме за оние кои што сакаат да имаат допринос во анкетата која што имаме подготвено за денес, но
пред се треба да не заследите на Инстаграм. Значи, заследете го нашиот профил таму, црвена линија, и секако кликнете веднаш на Инстаграм стори. На Инстаграм прашуваме, ќе ја запре ли Трамп војната во Украина? Како што гледате, имате две опции за одговор. Ако е да, кликнете на ова поле, ако е не, кликнете на полето за не. Ќе сумираме во проценти, резултатите секако ќе ги сумираме во проценти и соопштиме некаде конкретна црвена линија. А што може да очекува Македонија во вториот мандат на Доналд Трамп? Тоа е она што сакаме да го слушнеме од вас, па да видиме што ќе кажат гледачите, односно граѓаните на оваа земја. А ако сте подготвени вие, секако сме подготвени и ние. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас! Игор од Битола. Така е, Игор. Па еве, Игор, денеска е инаугурацијата на Доналд Трамп, 47-миот председател на Соединетите Американски држави. Што може нашата земја да очекува од овој втор мандат на Доналд Трамп? Па, ќе запре војната во Украина. Добро. Ќе донеси добро дело, на Македонија ќе му биде подобро, добар човек е. Само јас сакам да кажам за друго, за работа. Многу луѓе се кривично осудени, не знам да работат, крадат, подмитнуваат, местат, сакат да менат некој директор, сакат да кривично осудени. Не знам дали толку имам да кажам, Доналд Трамп е добро за Македонија, Што е она што е според вас добро, еве што би издвоиле, што очекувате вие лично? Па тој е ожен, е добар човек. Тој е добар човек. Тој рече, ете во неговото излагање, ќе направи Америка злато. Па добар човек, јас верувам во него. И толку. Добро, благодарам многу, Игор. Еве, вие сте првиот денес во ова издание на Црвена линија. Останете секако со нас да слушнеме и останатите гледачи, еве, да откријат според нив што може да очекува Македонија од вториот мандат на Доналд Трамп. Добар ден. Ало. Добар ден. Дали се слушаме? Да, одлично се слушаме. Повелете. Видите, што да очекуваме. Прво треба да си ги средиме нашите домашни работи, домашни задачи, да ја средиме целата состојба на економски план во нашата држава. Америка како Америка, Доналд Трамп како Доналд Трамп, ќе си биде председател на Америка, неминовно. Тој ќе претежно ќе се ориентира, ќе се смеша, поготово сега да ја смири состојбата меѓу Украина и Русија. Првите задачи најверојатно ќе му бидат таму. За Македонија многу јас мислам дека тој нема, за разлика од Бајден, подруга фаца и не знам дали толку ќе се ангажира. Али сепак делегацијава наша што е појдена таму, дури не се покажи дома како што треба, јас не мислам дека тој ќе му даде шанса да се сретнат со него. Значи, тоа е тоа. Други работи да коментирам нема. Пред се повторно ќе повторнам, без домашни средени проблеми, само фалби, само корупција, само 300 глупости. Мислам, Америка со овај пат може и да ни удри мала шлаканица. Благодарам многу за тоа што со гледачите на Црвена линија ги споделивте вашите ставови и размислувања. Секако останете и вие, па да видиме еве што останатите ќе кажат на нашето денешно прашање. Добар ден. Добар ден. Баба Роска, добре ни дојдовте во Црвена линија. Добре те најдовте. Па еве, открите не според вас што да очекува Македонија од вториот мандат на Доналд Трамп? Па видите, ја колку што можам со моите години и моето образование се радувам на него, се радувам. Доволно ни дава надеж, ама ќе видиме крајот најпосле ќе каже.
Ја многу сум радосна. Дај Боже да биде така и да замолам да не се толку више критикуеме, нека почнат на тие што ги фатија да ни се одзима и ги замолувам сите што се ојдени у странство да се вратат назад, и млади и стари. Македонија ќе биде голема среќа ако сите се удружеме и уништеме овие што не предаваат. А баба Руска, што е оно што очекувате, еве што велите ве радува вториот мандат на Доналд Трамп? Ме радува да направим мир во светот, да нема војна. Зар овој што го слушаме у Русија, многу не е убаво на душата нас. Тешко е. Верувате дека Трамп ќе ја запре војната во Украина? Па се надевам дека ќе ја запри. Така. А ако биде така, да ми живее още 200 години Трамп. Такви луѓе јас сакам само сакат убавина, а не сакат. Така, благодарам многу за вашето учество и секако за одговорите во црвена линија. Меѓу другото, уште една насока ќе дадам за оние кои што нема да се вклучат во живо. Секако вашето учество може да биде преку коментари и споделувања на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Профилот е секако црвена линија. Објавена е темата таму, така да еве преку коментари споделете го вашиот одговор, вашите ставови на денешното прашање, тоа што може да очекува Македонија од вториот мандат на Доналд Трамп. Ќе прочитаме секако дел од коментарите и во рамки на ова издание на Црвена линија меѓу јавувањата од гледачите. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Па господине Љупчо, еве што очекувате лично од вториот мандат на Доналд Трамп за нашава земја? Ама буквално ништо. Да ето не липши волека и зелена траве ќе искочи приказката. Ништо не очекувам затоа што он си ја кажа својата математика. Негова е математиката правење на Америка голема нација. Како? Да ги избрака мигрантите, да ги збогати американците. А сите други да си ги останат, ако земете по на неговото, или ќе давате пари во НАТО, толку пари, или што сакате ја да ве бранам, што значи, или ќе си заработите да јадете леп, или немој да очекувате од мене. Ова што го спомнавте, речеме, земете за кај нас. Нас мислам дека ќе не притиснат сега, уште повеќе за да го решиме проблемот, или на крај крајва ќе не рече земи или остави. Ние гледате каква нација сме ние. Па вие ги кажавте преска во вашиот прилог. Сам Митилинеос ни беше лош да ни прави термоцентрала, ама Митилинеос ни е добар да ни продава јаглен за рек Битола. Гледате какви сме ние. Епа, што да зборам понатака? Значи, таква политика кога водите се знае што ве очекuje. Главата на трупче и одлучај, или джа или бу. Да не очекувам дека бугарите ќе го сменат ставот затоа што сега добивне влада што ќе биде дус дибидус за на своje, така да едноставно стане дека ние со Господ напред и како ќе ни помогне, што ќе ни помогне. Ви очекувате Славе Трифунов да ви попушти вас? Па гледайте самиот Борисов што рече. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот 90 секунди е едно јавување. Секако оние кои што сакаат да се надополнат, слободно завртете го нашиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Здраво, Тинче. Здраво, поздрав до вас. Фала, Тинче, жива и здрава, убави Благодарам празници. многу. Декември ни е најубав, мислим јануар најубав месец и празници, да си ги дочекамо сите со среќа и со здравје. Тинче, вака ќе кажем, ја баба Роска многу ми се допадна нејзиниот убаво, мислим, ако е у години, еве јас сум у пензија, што очекува Македонија. Вака ќе ти кажем, Тинче, сакам да биде Доналд Трамп, зашто он ги знае проблемите. Нели, тие се по-нови што дојдат, се по-лошо и по-лошо иде, пошто знам од мојот татко, нели, тој не е, како ти кажем, жива истина, развоел се таткото и керката му мавала мувите. И он таткото викал, керко, не ми ги мавај мувите, овие се најадени, ќе дојдат други, ќе ни изедат. Еве и овие исто прават политичарите и за тој нека биде овај Трамп, зашто он знае ситуацијата се за Македонија, колку патимо, колку не примат во Европска Унија, колку ни е тешко,
колку имамо проблеми. А за војната тинче овамо Украина, дај Боже, што гледамо стварно дечиња, ово, оној, нешто да направи, да се смират доста више за тие пари проклети, упропастија толку деца, толку фамилии, толку куќи, значи стварно нешто што ga цел живот да ga створиш, па да дојде некој да ти ga руши, да останеш на улица, колку било тешко тинче што гледамо по вие телевизиите. А верувате ли дека и веќе Трамп ќе запре војната во Украина? Веруем дека веруем, па би требало зашто што гледамо не е убаво, зашто не дај Боже да се нешто не нас тинче жива и здрава да не должа многу. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако останете со нас и она што ветивме во Црвена линија, секако дека ќе читаме и дел од коментарите, бидејќи тоа е активно учество во денешната дискусија. Еве како изгледаме на Facebook. Секогаш низ фотографија Црвена линија го поставува прашањето што може да очекува Македонија во вториот мандат на Доналд Трамп. Сафет Медовски напишал тотално ништо, само што ќе трошиме пари за посети непрофитабилни. Перса Филковска напишала од предходниот е подобар. Благодарам што учествувавте за коментарите. Секако продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Еве, верувате ли дека Македонија може нешто да очекува од вториот мандат на Доналд Трамп? Најпрво среќни празници. Најсреќни празници и вам. Еве да ни искористам шанса да им честитам име на сите оние кои што денеска го чествуваат денот. Да. Што може Македонија еве според вас да очекува од вториот мандат на Доналд Трамп? Јас не очекувам ништо. Како единка. Како друго. Ние нашите не поддржува, еве по социјална помош со 5-6 илјади, како да живее луѓето? Па друг ќе ти поможи. Нема очекување од друг. Тоа е моето мислење. А кој е вашето мислење во однос на тоа дали Трамп според вас ќе ја запре војната во Украина? Војната дај Боже да ја запри. Војната дај Боже. Да ја запри. А инако друго не. Не. И така. Тоа е се? Тоа е се најдобро. Добро, иако да куси... Да поможат на социјалците оти се болни луѓе, некои. Така, ако е тоа се, благодарам, иако куси сосема јасни бевте, останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Поштовање, госпожа. Огромна почит и до вас, секако. Па еве што можеме да очекуваме како земја од вториот мандат на Доналд Трамп? Бог се јави, здраве да има. Вистина се јави. Здрави. Благодарам многу. Денешното име. Ке ви кажем отворено, сега гледам тајмерот е од претходниот, нека ми вратат таму. Добро што кажавте, еве и водителката виде, да ќе го почнеме тајмерот од нула. Ке ви кажем што очекувам јас вака. Ајде да видиме, еве. Само слушате ме, после на крај ќе прашате. Ајде. Ништо нема да биде од Македонија. Зашто? Па во овие претходниот пред мене убаво кажа. Ние сме уште социјална држава, уште има луѓе што немаат леп да јадат, бе, луѓе. Има цела во Македонија што нема струја. Има во Македонија што те живеат на најниско ниво. Што да очекуваме? Во овие 33 години не знае Трамп администрацијата на Трамп или амбасадорката дека во Македонија митото, корупцијата владее, криминалот владее, дозволив на едни стекли мекли да командуваат едни кланови од Дарачиново, Бонанца, Монанца, што ги викаат. Па криминал, прво треба струка ние да се ги средиме работите. Некој што ме критикуваат на телевизија, словенците да ги ова. Не ги викаме ние словенците за лошо. Начинот на работа како се работи. Тројца министри нека заврши посетата на Мицковски, нека се види со советниците и во Словенија начинот како се работи. Веруете, алот нема да ни се гледа на Македонија. Уште повеќе ќе се осиромашуваме, а повеќе ќе се богатат тие олигарси што во времето на Бранко ги украдува фабриките џабе. Ништо не очекувам. Македонија ќе се иселува до прва.
Благодарам многу за одговорите и секако за учеството во Црвена линија. Еве уште еден коментар од Босилковски Пеца, кој што на прашањето што може да очекува Македонија во вториот мандат на Доналд Трамп напишал едноставно ништо. Дали може да го покажеме коментарот? Еве го одговорот, значи Босилковски Пеца напишал ништо. Благодарам господине Пеца за учеството преку коментар. Продолжуваме понатаму. Една напомена исклучително важна, особено за оние кои што коментираат на Facebook. Јас ве замолувам секако да го почитувате и тука правилото на Црвена линија. Значи, потрудете се, нели, ставот да го искажете без употреба на вулгарни зборови, секако недолични коментари, односно говор на омраза или насилство. Бидејќи навистина сакаме да ги прочитаме, но доколку содржат, нели, такви зборови, тоа нема да можеме да го сториме. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Да се доискажам. Ете така, да искажете се. Не, гледа за влада за Бугарија. Гледате Борисов Сламен што рече. Ја не ми се поволја владата, меѓутоа во интерес на Бугарија. Кажувате за Украина како ќе ја смири војната. Па просто едноставно ќе го применат косовското сценарио со измама. Тие територии што ги има освоено Русија, кога ќе ги администрира Русија, во идно време да ги со договор средат, демек да ги вратат на Украина, тоа ќе трае аврио преговорите до недоглед. Па Украина Крим го изгуби за времето на Трамп. А гледате Фицо сега што ја прави на Украина, или ќе го отворите вентилот за газ, пошто Словачка губи многу пари, или ќе ја скратам струјата и ќе ви ги избркам мигрантите. Гледате како го стискаат Зеленски болека? Суптилно, тоа ќе се случи и со нас. Нас сега ни прети друга опасност, постојува влезот на Бугарија во Шенген, дека ние ќе станеме слепо срево на Балканот, затоа што сега бугарите масовно нели градат автопат. И кој ќе видите дека наместо да чекат 10 сата горе на Хоргош, ќе се спусти директно по Маđarски преку Унгарија, преку Бугарија во Грција. И ние гледате ќе нас заобиколат и нас ќе ни кажат, ако го решавате, решавајте го, ако не со здравје пријатно. Мислам дека сме ставени помеѓу чеканот и наковалната. Ние немаме време за... Гледате вчера у Словенија. Просека дека во Словенија има 100.000 македонци, а те колку има во другите земји. Само тој податок да го видиме. Колку си имаат иселено млади во Словенија вчера кога го фрла крстот. 100.000 македонци. Благодарам многу за второто учество во Црвена линија. Инаку ќе подсетиме дека Доналд Трамп беше на функција председател од 2017 до 2021 година и она што е факт е дека поддржувачите го гледаат како спасител и херој подготвен да ги брани нивните вредности против либералите во Соединетите Американски држави. Критичарите пак посочуваат дека тој е осуден криминалец и со неверување ја следеа неговата кампања, изразувајќи шокираност од како што ја нарекуваат радикалната политика, однесувањето непристојно за државник и импулсивно користење на социјалните мрежи, како за време на должноста, така и надвор од неа. Што може Македонија да очекува од вториот мандат на Доналд Трамп? Тоа е на што ве прашуваме во Црвена линија. Добар ден. Бог се јави за многу години. Честити имиња, некои се викаат Јордан, Јорданка, Јован, Јованка. Вистина се јави, господине Тале. Па еве, што да очекува нашава земја од вториот мандат на Доналд Трамп? Јас како македонец, кој си ја сака својата мајка држава Македонија, секогаш сум оптимист. Но за жал, кога имаш толку скептици, песимисти и душмани сами на себе си на Македонија, за жал се е можно. Некој тука да ми тврди дека ние сме биле слепо црево, дека 100.000 македонци имало во Словенија заминати, а цело време да поддржува власт СДС, која фабрики, банки, штедилници, се ограби, се уништи. Дури свето име Македонија предаде во кое се колнеа за деца своји. Се сотре, значи знаеме кој народ држава се откажува свое знаме, свое име, своите национални особености. Ајде да се навратиме сега на темата. Еве, сметате ли дека ќе има некаков бенефит земјава? Што да очекуваме? Очекувам Трамп да биде доследен, пошто мислам дека е Божја промисла што Бог го дочува да го погоди атентаторот на овце за што викаат спаси глава живот за милиметар, па беше добар човек како поранешен американски председател, спречи 6 или 9 колку беа војни
во кои војни ќе загина можеби милион луѓе, но тој како Трамп, како човек спречи војни. Сега некој не го сака дека е миротворец. Дај Боже да биде пак миротворец и да помогне, дај Боже да има чувство дека Македонија е праведна, цивилизирана земја, дека е во право, дава максимални права на малцинства, а фашисти околу нас не негираат. Благодарам многу за одговорите. Останете со нас. Продолжуваме со коментари. Ќе го прочитаме коментарот на Лазар Стануевски, кој што напишал: Македонија може да очекува минимално влијание на Соединетите Американски држави во регионот, потенцијално помала поддршка за ЕУ интеграцијата, но можност за економска соработка и зголемена билатерална поддршка. НАТО партнерството ќе остане, но Балканот ќе има поголем простор за влијание од Русија, Кина па и Турција. Благодарам многу, господине Стануевски, вам за коментарот и учеството на ваков начин во Црвена линија. Гледајте го ова издание. А продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Еве, според вас, што да очекува нашата земја вториот мандат на Доналд Трамп? Па, јас да ти кажам, лично очекувам дека многу ќе ни помогне. Сега човекот нема да спие. Значи, само ќе мисли на Македонија како да ја помогне. Значи, нема сон да го плати. Исто го смени преспасчиот договор. Сигурно заборавивме кој беше председател тогаш на Америка. Човекот толку беше изнервиран, сега е денеска Свети Јован Крстител, изгледа пак ќе не прекрстат. Сега дали ќе учествува Трамп по тоа крстевање, не знам. Ама мислам дека до година Трамп ќе дојде во Варна, ќе се први по крстот од мака за Македонија, оти многу не сака човекот, а ние мислиме дека многу не сака. Ама сигурен сум дека многу ќе ни помогне. Само ние сега не треба ништо да работиме. Само да чекаме Трамп да ни помогне. Абе луѓе, не знам како да ве наречам. Абе сами да се работиме дома, сами да се сакаме, не да чекаме некој да ни направи нешто за нас. Значи ние се смениме, сега Трамп ќе не управа. Па што ќе ни смени тој? Веќе ние веќе некако народ не постоиме, а не пак Трамп да ни помогне. Сега Трамп ќе не направи нас македонци, па ние од времето не сме направени на Македонија. Сега тој да не преправа нас. Значи лично Трамп лично не очекувам. А повеќе не очекувам од македонските власти. Гледаш, едни и други се опинуваме. Значи тие тоа направи, тие тоа направи. Никој не кажа кој што расипал. Значи тие партии, 3 партии во Македонија расипаа Македонија и сега ние ќе очекуваме некој друг нешто да ни направи. Не знам каков народ сме ние, не знам како се чувствуваме, дури некој не се чувствува, дури македонци, а јас сум од Македонија, срамот, ајде. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Инаку Доналд Трамп им рече на илјадници поддржувачи на митингот на Вашингтон еден ден пред неговата инаугурација дека ќе воведе строги ограничувања за имиграцијата на првиот ден од неговиот нов мандат и вети дека брзо ќе го исполни клучното предизборно вотување. Кога сонцето повторно ќе зајде утре вечер, инвазијата врз нашата земја ќе престане, рече Трамп за време на собирот да ја направиме Америка повторно голема во спортската сала Capital One. Почнувајќи од утре ќе действувам со историска брзина за зајакнување на силата на нашата земја и решавање на секоја криза со која се соочува. А според вас, еве, што може да очекува Македонија од вториот мандат на Доналд Трамп? Добар ден. Голем поздрав до вас. Голем поздрав секако и до вас. Вака, па ние, Македонија, не би требало да очекува ништо од Трамп. Ние сме како една капка во океан за нив. Не верувам дека Трамп, дали некој, знае Македонија што како. На нас ниту ме интересира кој е на власт во САД, ниту ме интересира било каде. Веќе и во Македонија не ме интересира кој да дојде на власт. Последните избори што беа гласавме и веќе никогаш. На нас и на вас, како новинари, треба да не интересира дали по маркетите оди некој да види кои се цените. Ја обработивме темата, ако гледате редом. Да, ве разбирам, ама нас, како народ во Македонија, не интересира Трамп, не интересира Македонија и цениве астрономски се. Астрономски се. Дали тие на власт што се гледат, што се работи или не? Дали Мицковски отишол, не верувам дека Трамп го знае Мицковски или Таравари, или Заеви, или Ахмети. На него не му е крај. На Трамп му е бизнисот пред се. Нито политиката, нито државата како САД не му интересира бизнисот.
А камоли А ќе Македонија... запре ли војната во Украина, како ви се чини, бидејќи нели еве и поскапувањата глобално... Не верувам, не верувам. Ние и вчера слушнав на вести за и во Газа, зашто сите запнуваме за во Украина. Никој не ја спомнува Палестина или Газа. Никој, која... Настапи примерие како и да е. Благодарам многу за одговорите, а ќе подсетам, а знам дека сте, колку што можев да заклучам, гледач кој што редовно не следи. Црвена линија апсолутно ја обработи темата во однос на нели цените, поскапувањата, па и последно што зборувавме, колку еве граѓаните всушност ги почувствуваа бенефитите од последната новогодишна кошничка. Да се навратиме на денешната тема. Благодарам за гледачот еве кој што сподели со јавноста кој се неговите одговори на прашањето. Да слушнеме другите што ќе кажат, што да очекува Македонија од вториот мандат на Доналд Трамп. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте повели. Македонија треба да очекува едино што може да помогне Трамп е да ги стави на црната листа сите криминалци од самостојањето на Македонија на црната листа и судството да го направи под принудна управа, американски суди и обвинители неколку мина да донесат и тие пари сите што и имање што ќе го повратат од криминалците да се изградат патишта, централи, стопанството, фабрики, така може на Македонија да помогне. И да имаме добро, се вложа пари во здравство, зашто што се случува последниве месеци, деца млади умираат по болниците од негрижа во болниците, значи само така парите од сите криминалци досега да ги собере и со тие пари да се направи нешто за Македонија добро. Патишта, фабрики, здравството да подобри, а судството под принудна управа, американски суди да дојдат. Друго чаре нема. Така мислам јас. Иначе вака, ако тераме Трамп, не може ништо да помогне, ако не интервенира директно. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Вака. Трамп веќе беше еднаш председател и не направи ништо за нас. А се надевавме дека ќе направи. После него Бајден и од него се надевавме и те ништо не направи за нас. Сега направија некои црни листи. А кој е фајде од та работа? Луѓето си изнакради, а овие ги кладоа на црни листи, му е гајна на луѓето кој ги знае кај му се парите. Никој ништо не знае. Дури исто така разбрав дека нашата делегација и не е званично таму. Дека едино таму од овој регион италијанската премиерка, никој друг. Таа била лично поканета за да биде на инаугурација на Трамп. Ке запре ли Трамп војната во Украина? Трамп нема слушнато за Македонија. Може има слушнато, може жена му има кажано нешто, бидејќи жена му е словенка, југословенка уствари, така да може таа му има подкажано, меѓутоа што ако му кажала, кој е фајде? Вакви банана држави. А ќе запре ли војната во Украина? И ви тоа ни праша. Се извинувам, а ќе запре ли според вас војната во Украина? Војната во Украина мање више ќе заврши, не е битно. Ќе си заврши. Ние нашето гајле да си го одбериме. Така, благодарам многу и вам за учеството. Поддржувачите го оценат фокусот на Трамп, Америка на прво место. Поддржувачите на Трамп, значи, го оценат неговото ветување дека ќе стави Америка на прво место. Во својот прв мандат, Трамп беше критички настроен кон НАТО, се повлече од меѓународните организации, како Светска здравствена организација, го напушти Парискиот климатски договор за време на председателот Бајден. Соединетите американски држави повторно се приклучија, но Трамп планира ново повлекување. Неговиот едностран пристап ги налути
антиевропските сојузници за време на неговиот претходен мандат, но ги задоволи многу американски конзервативци. Поддржувачите исто така ги поздравија и неговите даночни олеснувања за богатите. Какви очекувања имате за нашава земја во рамки на вториот мандат на Доналд Трамп? Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно само. Ало. Ало. Во црвена линија сте, повелете. Моите очекувања од новиот мандат на Трамп во контекст на нашава држава не очекувам ништо. Затоа што Македонија е една точка во Европа. Ја се прашувам дали он знае каде е Македонија и која е Македонија, пошто кога може Европа да не нарекува Западен Балкан, верувам дека Трамп не знае кај сме. Очекувањата ми се на нула. Што се однесува до војните, конкретно за украинската и руско-украинската војна, очекувам да преземе некои активности. Дали во сето тоа ќе успее, ќе видиме. Времето ќе си го покаже своето. Се плашам да не отвори војна на друго место, негде поблиско овде до Балканот, пошто е конзервативен тип. Не знам што ќе се случи со Блискиот Исток, како тамо ќе делува. Меѓутоа, лично, мое мислење, ние самите треба да си се организираме и било кој да дојде на власт, треба да мисли овде на оваа земја, на ова тло, на овој народ кој што гласа, да му го подобри животот, а не само за нив да мислат. Тоа е во континуитет 30 години и мислам дека треба да се најде мудар човек кој што ќе мисли за народот веќе. Благодарам многу секако што се вклучивте во оваа дискусија на црвена линија и останете со нас. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Каванац. Голем поздрав до вас, господине Раде. Повелете. Вака се, што може да очекува Македонија од вториот мандат на Трамп? Добра светла точка е тоа што Трамп има блиска соработка со бизнисмени што имат во Америка македонско потегло. И некој што вела дека нема слушност за Македонија. Има. И текако има слушност. Видите, тие му се најблиски соработници со македонско потекло. Ево тоа може директно да имаме да се направи една паметна идеја за овој мандат на Трамп овде кај Македонија, да се зголеми конкуренцијата за работна рака, па да нешто поголема плата. А уште поголема индиректен бенефит че имаме, што и вие го спомнувате, ако се успее да се спрече Русија и Украина војна. Тамо се потрошени од страна на Европската заедница и Америка огромни милиарди пари за војување. Тие пари ако се пренаменија за нешто добро да се направи, за мостови, за пруги, за болници, за аеродроми и други работи, многу повеќе ќе допринесеа за развојот на Европа и светот, него што се дават во војната. Тука се надевам дека нешто Трамп би можел да стори. Ќе стори затоа што огромни суми на пари се издвојуваат од страна на американците за водење на оваа војна. Мислам дека доволно ќе биде совесен дека не оде во недоглед оваа војна, не може да се не може многу да се добие. Затоа гледам сега, бидејќи нема време да образложам зашто, полека се затвара кругот да Украина некои работи попушти. А со тоа че бенефит индиректно ќе добиеме сите ни. Една времето ми помина, фала многу и пријатно. Благодарам секако што ги искористивте вашите 90 секунди и збогативте црвена линија со вашите одговори. Повторно ве префрлам онаму каде што се коментира и драго ми е дека ви има во огромен број на Facebook. Ке продолжиме со коментарот на Веселин Бос кој што напишал: тој не знае дека постоиме. Сетете се кој ни го смести Преспанскиот, неговата администрација. Сега нашите треба стратегиски тоа да го наплатат. Благодарам и вам, господине Веселин, за коментарот и учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Поздрав до вас. Поздрав и од мене, кон вас. Па види, вака ја би рекол, Македонија не може да очекува од Трамп. Македонија треба да бираат македонците вистински пратеници кои што мислат за Македонија, а не за своите джебови интереси. Зборам за личните интереси. А Трамп
ама ич не му е гајле за Македонија, си има таму лоби групи по Америки кои лобираат, кои ја бркаат работата, а ние немаме лоби групи таму. Нашите бизнесмени таму, кога ќе дојдат вака, кога ќе се закатанчат за некои ваки владини функционери, гледаат само својот личен интерес да си го завршат и иште се секираат за Македонија. Нашите гастарбајтери само за тоа размислуваат, не размислуваат дека постои Македонија, дека нивното потекло е од Македонија. Иначе, кога ќе вака размисли човек, добра местенка ни направи со Преспанскиот договор, значи, во Нивици. Добра местенка и на нови српскиот председател Вучич му направи со тој од Косово некој представник беше не знам што, кога ги тераше да потпишат признавање на Ерусалим како главен град на Израел. Значи не е Тел Авив, Ерусалим. А со тоа фактички ги навлече да се признаат еден со друг. Поздрав, пријатно. Благодарам многу и вам за учеството. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам и до вам. Значи вака, што очекува Македонија од новиот мандат? Сето тоа исто што се очекува со генерации. Затоа што Америка има стратегија за 50 години најмалку најнапред, за целиот свет. Затоа има и најголем успех и најсилна држава во светот. Према тоа, ние сме една точка на Балканот што е црна мрља, како да речам, што прави бели овдека. Што мислите, нашиот случајно е повикан таму? Па има да му очитаат буквица, колку сака нека се љути да се извинува, и ќе му кажат дали е овој кандидат да спроведе стратегијата на Америка на Балканот или нема да успее. Ако е добар, ќе го поддржат, ако не, прва прилика сикта. Овде се работи за големи геостратешки потези, разбирате ли? Македонија е крстопат на Балканот кој сака нека си рече, и така е кажано, кој владее со Балканот, со Македонија владее со Балканот. Не дека сме големи или мали. Значи мораме ние да го искористиме тоа. Тие си имаат свој интерес, ама ќе ни придонесат и нам. Тие нема да не остават така. Тоа што ќе го направите, ќе ви направат и услуга. Ама не ние сега, која е таа Америка, кој сме ние? Абе, дајте бре, луѓе, решете го проблемот. Бугарија. Каква Бугарија, бе? Бугарија не е предмет на разговор. Европа чека што ќе каже Америка. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Ево уште еден коментар. Горан Брајковски напишал: ништо особено и самиот кажа ке се трудел со Путин да разговара за прекин на војната со Украина. Ама колку ќе успее, тоа е знак на прашање. А за Македонија ништо позначајно не очекува, може и полошо да биде за нас, а ќе гледа Соединетите Американски држави. Ево, ако ќе стиснеме на да ја дотера како држава за се извинувам, како држава за миграцијата со соседите, ама да не се заборави дека тој е мултиолигарх и ќе гледа за себе да си го зголеми богатството. Него социјалата не го интересира, за сиромашните граѓани многу не е заинтересиран. Благодарам многу и вам за коментарот, господине Брајковски. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Се слушаме? Да, продолжете. Благодарам. Па вака, моје мислење, Трамп нема ништо да направи за нас, затоа што ние сами не можеме да си направиме. Бијќи ние имаме неспособни политичари кои што од памти век не работеле за интересите на државата, то од секогаш работеле за личниот интерес. Ако ние работеат во интерес на државата, на својот народ, немаше да дозвола Турција да не се замеше кога ја делеа Македонија 1913 година. Турција требаше да побара нашите политичари, значи да се вмеша и да не дозволи, затоа што ние беме територија на Турција во тоа, не требаше да дозволи ние да бидеме делени, парчени, но да останеме такви какви што бевме во тоа време. Затоа ово што ни се случува, кога се стварале си државите во Европа, значи тогаш сите кои имале своји влади, председатели, значи сите тие створиле и држави се, ние сме биле вилеет на некого и сме останале и сега сме како вилеет. Се во однос на ово прашањето дали Трамп може да го реши проблемот со Русија.
може само да делува. Затоа што тука се три фактора. На агресорот, тој што се брани, и Трамп да помогне, да речеме со своите совети, нема да ви давам помош, нема да ве поддржувам, сака да неќе, нема, за да се води војна треба пари, треба наоружање, а они ќе го нема. Се, крајното решение ќе биде сите окупирани територии да бидат ставени, значи, да подморат. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Одиме повторно со коментари. Гоце Георгиевски напишал: Македонија очекува многу, но за жал нема да добие ништо. А пак Перса Филковска напишала: од претходниот е подобар. Продолжете со коментирање, секако оваа дискусија на Фейсбук може да продолжи по завршувањето на Црвена линија. Но продолжуваме ние секако со вклучување на гледачи. Добар ден. Ајде, добар ден и добра вечер уште еднаш. Уште еднаш, добро, повелете. Еден абсурд би кажал. Обама во негово време се водеа многу војни по светот и доби Нобелова награда за мир. Замисли, председател на Америка во чие време се воделе многу војни и загинале можеби не знам милион луѓе, 200.000, 100.000, добил Нобелова награда за мир. А Трамп кој ги спречи тие војни, не му дадоја Нобелова награда за мир. Значи Трамп и во Америка и во цел свет фактички му е трн во око на тие креатори на зло по цел свет. И натре во Америка, значи има нонстоп го судеја, го клеветеа, го напаѓа, не му дозволува да се кандидира и победи, фала Богу. Сега некои скептици, оној кој е мојчен, ти пред време викаш дека тој не ја знае Македонија, јас ви кажувам дека Трамп ја знае многу повеќе Македонија од вас кои сте скептици и вие како македонци за својата Македонија ништо не знаете. Затоа сте така скептици, со негирање, со маловажување. А Трамп и другите знаат која е Македонија како библиска света земја, најголема империја, цивилизација која дарила вера. И па еве што да очекуваме сега конкретно, бидејќи тоа што го кажавте, што да очекуваме како земја, еве, што ќе направи? Очекувам пред се, мислам дека најголем проблем е внатре во Македонија. Тие скептици, песимисти, да престанат да бидат скептици, песимисти, пошто рекле, оној кој нема надеж, вера и љубов, сам си е душман на себе си и е радост за сите непријатели на Македонија. Треба верба, единство и... Благодарам многу и вам за одговорите, односно за второто вклучување, новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Па вака, ја очекувам Доналд Трамп е највозрастен председател на Америка до сега. Го гледам дека многу амбициозен. Руско-украинската војна овакво ќе ја спречи, ќе даде до душа на Русија моје мислење е. На Русија овакво, се што ќе побара од Украина. На Израел, пошто Израел е амерички више, знаеме дека сите дека е Америка Израел. Исто се ќе му доволи што бара. За Македонија јас се надевам дека ќе реагира и дека ќе направи една за секогаш квалитетна држава, без разлика која партија е на власт. Очекувам новата амбасадорка дека оваа сега скоро треба да се оди. Или оваа сегашнава да реагира за владење на правото, за здравството, за подобар живот на народот. И најискрено ја би сум бил благодарен и партиите некако да ги спречи да се бават со криминал и корупција. И со тоа би сум бил задоволен од новиот председател. Благодарам и пријатно. Големо благодарам и вам за вашите одговори во Црвена линија. Ве префрлам на Фейсбук. Винг Чун напишал: Абре македонче, зарем ништо не научивте од историјата дека на никој не треба да му се верува. Мораме сами да засукаме ракави и да го напишеме домашното. А пак Кристијан Вангеловски напишал: зашто на секоја промена на председател на Соединетите Американски држави сите тука зборат и за некоја промена во Северна Македонија. Од каде таква мисла? Благодарам многу и на Кристијан и на Винг Чун за учеството преку коментари. Повторно продолжуваме со телефонско вклучување. Добар ден.
Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме, во црвена линија сте, повелете. Па вака, што може да се очекува? Имајќи го предвид дека 4 години беше Америка под владение на Трамп, беше председател, и за тие 4 години ама ништо не направи за Македонија, така да не очекувам навистина ништо, иако ние во тоа време го подпишавме и бевме излажани од американците, затоа што Европа е продолжена рака на Америка, тука нема што да се зборува посебно. Бевме излажани, го подпишавме тој преспесовски договор, го променивме името, со надеж дека нешто ќе направиме, ама ништо не се случи. Верувајте, Доналд Трамп, ако знае нешто за Македонија, многу се сомнева. Која Македонија е на точка во однос на Америка, тој даде многу ветувања на своите бирачи таму, на американците, и тој ќе биде насочен кон тие остварување на. Инаку, дали ќе се забре војната во Украина, тоа не зависи од Трамп. Тоа зависи од магнатите кои водат војната индустрија. Војната индустрија мора да се репродуцира, мора да ствара профит, а тоа го водат магнати кои се продолжена, уствари Трамп е нивна продолжена рака. Така да, верувајте ми, ние како Македонија не можеме ништо да очекуваме. Ете така. Благодарам. Ова што беше посета и сега што е посета, може да се искористи за некои посебни работи. Благодарам. Така, благодарам многу и вам што бевте дел од црвена линија. Дојде времето да ви ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Еве, упатувам уште еднаш, ви давам насока за утрешното издание и утрешната анкета. Уште веднаш да следете на Инстаграм. А што се однесува до прашањето кое што го поставивме денес на Инстаграм стори, ќе запрели Трамп војната во Украина, еве како на Инстаграм одговорија оние кои што не следат таму. Со да одговорија 56%, додека со не одговорија 44%. Сега е време да ги погледнеме рекламите, а потоа повторно се сретнуваме во студио. Благодарам многу, секако нема да изоставам да ви се заблагодарам што и денес ја создадовте црвена линија онаква каква што е, многу гледана. А сега ќе ве префрлам кај соседите, односно кај Доналд и Меланија од соседството, односно Ненат и Кати. Меланија е многу позната по незиниот убав стил на изгледање, па еве Кате со нова фризура, со уште убаво ланче, и Ненат ти сега мислам... Со убава ромка, што може да кажете? Па не имаш и убава насмевка, имаш и убава брада и свет. Фала, фала. И убав мегафон имаше. Да, и убава чаша. И чаша има убава, и шолја убава. Преубаво, Што треба да очекуваме од вашата инаугурација на никој како вас? Ние без инаугурација добро проаѓаме. Има кој таму инаугурација да му прават, така да веројатно се собраат таму во 18 да го инаугурираат. Да, ќе го инаугурирате супер гости, верувам денес. Фала ти, Тинка, имаме одлични гости, имаме добра музика, имаме уште една нова емисија. Thank you, се гледаме